Металург освои само бод во пресметката со Вакер Тун, екипа што во претходните 6 кола во тековната сезона доживеа исто толку порази. Во 45-тиот шампионски надпревар во својата клубска историја, вице-шампионот на Македонија играше летаргично, непрепознатливо и демотивирано. Влогот во мечот со швајцарците беа 2, односно вкупно 10 бодови пред зимската пауза, со кој што можеше да се надеваме на втората позиција во групата С и на посла противник во елиминациите. Mi smo se borili, dali sve od sebe i danas možda nije bilo, svi su očekivali laku pobjedu, ali svi znaju igrati rukomet i jednostavno na kraju izvukli smo bod. Иако Лино Червар предупредуваше на потенцијалот што го имаат ракометарите на швајцарскиот шампион, на нивната брза игра, на нивната желба и мотивираност, играчите на Металург не одговорија комплетно на предизвикот. Во воведните минути водевме, но по првите 30 минути игра бевме во негатива од 3 гола, 11:14. Промашивме вкупно 6 од вкупно 9 удари од 7 метри. Вогринец постигна 7 гола, Атман го следеше со 5, Мојсовски постигна 4, Манасков 1 помалку, Димовски 2 пати се запишуваше во листата на стрелците и Ѓоргиевски, Миркуловски и Ојлевски поеднаш. И голманите се вклопија во летаргијата и генерално не беа на висина на задачата, но Станиче се разбуди во второто полувреме и во последните минути одбрани 3 клучни топки, што ја врати во живот нашата екипа. Sigurno da na svakoj utakmici dođe do grešaka i, na primjer, danas dobro, imali smo puno penala, grešili, obrani nam je suprotni golman puno penala, mislim da 6, ali to, ja mislim, na kraju kad pogledaš nije to odlučilo utakmicu. Imali smo, mislim, borili smo se, osobito u drugom poluvremenu, htjeli smo da nekako dođemo naš ritam, ali protivnik nekako došao ovde pred super atmosferom, nema šta izgubiti i puno im je dobro išlo od ruka i tako da jednostavno bilo veoma teško preokrenuti, ali na kraju, kako što rekao, bod veoma bitan i nismo zadovoljni, ali smo svejedno u top 16. Пласманот на Металург во елиминацијската фаза не е потврден, ке треба да се одработи и вториот дел од групната фаза. Барселона е сигурен патник во елиминациите, откако каталонците освоија 13 бодови по 7 надпревари во групата С. ПСЖ и Металург се на втората и на третата позиција со по 9. Французите се пред нас поради подобрата гол разлика. Следуваат Вардар со 6 бода, Динамо Минск со 4 и Вакер Тун со 1. Во шампионското надпреварување следува пауза до 8 февруари, кога му гостуваме на Пари Сен-Жермен. На 16 февруари одиме на гости кај Динамо во Минск. Групната фаза во Шампионската лига завршуваме со дуел против најуспешната екипа во елитното надпреварување и еден од најголемите кандидати за освојување на титулата – Барселона на 23 февруари.